Цивил медија. Како ќе оцените 2018 година во поглед на општествените и политичките промени и колку истите влијаат на спортот во Македонија? Што се однесува до 2018 година, како што нагласив во вашето прашање, да, промени дефинитивно имаше, меѓутоа колку тоа во стварност се суштински промени кои што се деси. Може би вака, кога би погледнале, промени се десија од моја перспектива, затоа што гледано во пресек јас 2018 дојдов на почетокот, значи февруари, сега се враќам во декември, не можам да видам суштински промени дека навистина се десиле во 2018 година. Што е со спортската сцена? Точно тоа, на спортската сцена не би сакал се критички да делувам, меѓутоа кога ќе погледнам што се дешаваше во 2017, 2016 и наназад 3-4 години од спортската сцена, ако земеме во предвид дека на настаните што се однесуваат на европско ниво, секако тука на прв поглед доаѓа фудбалскиот клуб Вардар и кога ќе направиме пресек што се дешаваше последните 3 години, 4 години наназад и 2018 година, можам да забележам еден пат, слободен пат, сакам да кажам. Значи, најнапред кажав дека не сакам критички да изгледа ова интервју или како ќе го наречете, меѓутоа од таа перспектива, значи на една година, 12 месеци, можам да кажам дека дефинитивно спортот оди во надолна линија, не сакајки или сакајки, може потребно е време да се имплементираат тие промени кои што се десија во нашето општество. На што се деси, на што се должи најверојатно на планот, програмата. Ајде, ако сакате да разговараме за тие промени што се десија, најверојатно луѓето што дојдоа на власт, најверојатно имаат план, програма за развој, можеби долгорочен, можеби краткорочен, на краткорочно ниво ние не може да ги видиме разликите, меѓутоа да им дадеме шанса да почекаме во наредните години да ги видиме резултатите на нивното работење. А може ли да направите паралела што се однесува нели конкретно за спортот во Македонија и во Латвија? Добро, во Латвија ме прашувате затоа што последната година работам и живеам нели во Латвија, во Рига. Можам да направам, дефинитивно можам да направам споредба, меѓутоа повторно ќе биде, ајде да говориме малку за позитивни нешта, да не говориме за негативни нешта. Она што на прв поглед ќе се види во Рига, во Латвија, да речеме за 30 години понапред од Република Македонија, од Скопје, нели тоа е главниот град. Зошто тоа го зборувам? Затоа што Латвија како бивша република на Советскиот сојуз, СССР, 1991 година ја добива својата независност, исто како нашата република. Меѓутоа, од таа перспектива 30 години ги поминавме, толкајки, барајки се самите себе си, не можејќи да се најдеме на еден социјален, социолошки, политички, спортски план во никој случај. И кога ќе повлечеме на таа паралела помеѓу овие две републики, нели се по 28-9 години веќе, огромна е разликата во развојот на спортот, во културата, на живењето, во граѓанската свесност на граѓаните кои што живеат во овие две републики. Вака изгледува дека Македонија, колку и да сака да напредува, нема некоја развиена спортска култура или треба многу за да напредува во тој поглед. Кои се идните перспективи за 2019 година? Што можеме да очекуваме и дали се надевате на напредок? Сега ме погодивте тука во прашањето. Развојот го гледам, знаете како? Развојот го гледам во секој едно новороденче. Ние развојот не можеме да го гледаме кај луѓето кои што се, да речеме, 16, 17, 18 и 19 години, ние сето тоа го зачнуваме кај секој едно новороденче. Тако или такво, ние развојот и начинот на мислење ние го почнуваме таму. Доколку сакаме ние во наредните 30 години, мораме да гледаме, значи генерално и напред, ние мораме да почнеме од самите себе си, значи од, да кажеме, од нашите деца. Доколку ние си го промениме начинот на мислење, на размислување, на функционирање во општеството, за општеството, граѓанска, доколку си всадиме граѓанска одговорност, ние можеме да очекуваме некакви резултати.
Тука најмногу би требало да биде заседнато за ова прашање, значи Министерството за образование и спорт. Не знам дали постои сега како е означено сега во ова министерство, меѓутоа Министерството за образование е круцијално за развојот на една нација. Доколку сакаме ние да одиме нанапред, ние мораме таму да ги направиме сите реформи. Доколку имаме развиено општество во таа смисла, само точно таму треба да ги бараме, да ја бараме работата која што треба да ја имплементираме. Ваша препорака до македонските спортисти за 2019? Моја препорака до македонските спортисти. Спортистите сами за себе си знаат, значи што им е најдобро, што им е најважно, посебно професионалните спортисти, им посакувам успешна 2019 година без повреди, да си имаат кој колку работе, кој колку значи вложил во самиот себе си, да им се отворат сите желби, да си подпишат професионални договори за оние кои што ги немаат, за оние кои што ги имаат професионалните договори, да си достигнат уште поголеми победи и титули, затоа што тие се најважни во, да речеме, во спортот, во професионалниот спорт. Тоа на крајот на денот е тоа што останува кога ќе се свртите на назад. Цивил медија